И по 8 децении, се уште се живи сеќавањето на единствената штипска еврејка Рашела Сион Алтарат, која го преживеала Холокаустот. Да не било и навече, увече дошла мама да ме пробуди, ја нечу да устанем, нечу, рано е, нечу. Брзо устани, обучи се. И сишла сам и одма сам, али да сам разумела што се дешава, нисам разумела. Била сам свега тока 7,5 година. Данас имам 88 и толку. Рашела денеска е дел од маршот на живите кој од штипските улици упати порака. Вакво нешто никогаш да не се повтори. Ова е настан што Македонија не смее да го заборави и во својата 80 годишна историја овој ден никогаш не е заборавен. Секогаш им даваме почит на нашите 7144 евреи од Македонија и 543 евреи од Штип. Нема да ги испратиме во заборав жртвите на Холокаустот. Децитна денеска од Штип беше и министерката за култура Бисера Стојчевска Костадинова. Овој настан треба да ни послужи сите на една лекција, да се издигнеме за издигнување, односно над сите наши определби, за да помогнеме овој настан, вакви настани никогаш повеќе во историјата да не се повторат. Пораката за мир, но и никогаш да не се заборави е дел од пораката на штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Да го кажеме дека и после 80 години од депортацијата се уште се чувствува тагата и дефинитивно да испратиме една порака на мир, затоа што не треба да се заборови и не треба да се повтори. Нашата желба денес е со маршот на живите да порачаме да има мир во светот и никогаш да не се повтори. Одбележувањето на годишнината од депортацијата на штипските евреи во логорот на смртта Треблинка беше проследено со комеморативна седница, промоција на книгата Евреите од Штип на авторот Мишо Китановски, маршот на мирот по штипските улици, полагањето на букети цвеќења на паметникот на депортираните евреи во центарот на Штип.